Кулминира незадоволството во културата. Откажани проби, представи, кинопроекции, концерти, изложби. Илјадници работници во овој сектор организираа предупредувачки штрајк во институциите и установите каде што работат. И покрај ветувањата дека конечно ќе се потпише колективниот договор во културата, тоа не се случи. Штрајкот пак предизвика синдикатите веднаш да бидат повикани на итен состанок во ресорното министерство. Иако имало договор за поголема сума за исплата на плати, од култура им понудиле повисоки плати од 1 јули наместо од 1 јануари до година. Се уште не е разгледувано, нормално соопштено е, ние ќе свикаме итен состанок на Совет на СКРМ и таму ќе биде одлучено и нормално јас како председател сум должна да ја следам одлуката на Советот. Многу ни се чини дека се 5 до 12, знаете, и 5 до 12 го правиме и штрајкот заради тоа што имавме и трпение, заради тоа што бивме влизани во преговори и сакавме да се заврши се на еден најдобар, пријатен начин. Сме социјални партнери со Министерството, на едноставно сваќате дека немате друг излез освен да се направи некаков притисок. Ако не се постигне договор, синдикатите најавуваат радикализирање на штрајкот по новогодишните празници. Ниски плати, лоши услови за работа, без додатоци за работа на викенди, празници, ноќни смени, без регрес за годишен одмор. Ова се само дел од причините зошто вработените се решија на предупредувачки штрајк. Ќе се постави една база, еден ред во сите институции да се знае кој какво работно место има, колкава плата има, за прековремена работа колку треба да се плати, што значи работа во посебни услови и така натаму. Колективен договор во културата не е потпишан 15 години. Вработените во културата и покрај нивелацијата на платите се уште се работници со најниски примања во јавниот сектор.